Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за ново издание на Заспи ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски, кој што во овој случај се наоѓа од мојата подалечна лева страна. А вечера наш гостин, за прв пат во нашето студио, иако далеку од непознат, може слободно да кажам, сестраниот македонски новинар, фриленсер или слободен новинар, како сакате, господинот Горан Теменугов. Добра вечер. Господине, да го скокнеме, да, добро вечер и од мене. Добро ве најдов, фала што ме повикавте, ќе зборуваме за повеќе теми, она што го сакам економијата, ќе зборуваме и за бројки, вие ќе прашувате, јас колку што можам ќе одговорам, да, буџетот за 2024 е во собрание, за тоа ќе збориме, но можеме малце да мешаме и политика тука, многу сакам политика, многу љубам политика. А како социолог, ќе ве прашам и за социолошки процеси кои се многу важни како основа на политиката и бидејќи дојде како се вика јајцето на знаете каде, па мораме да збориме малце за поширка. Во тавчето на решото, да. Ајде да почнеме, само на почеток да кажам, веројатно ги интересира тие што ги интересира она фабрика во Тетовско, чинам фалише се вика селото, се уште гори, иако е колку толку ставена под контрола, се работи за многу сериозни субстанции, хемикали кои што горат во тој магазин, да се надеваме дека нема да има преголемо загадување, иако тоа е евидентно дека веќе постои, жителите се жалат дека ги пече грло и очи и така натаму. Еве велат дека е ставен под контрола пожарот, последна информација, меѓутоа и натаму гори, па никогаш не е било јасно тоа како нешто е ставено под контрола, а и понатаму гори. Но значи не се шири, не се шири, веќе го гасат, го не нешто се случува во добра насока, ако може да зборуваме за добра насока, и уште една добра вест се разбира тоа што договорија за чудо 4-дневен прекин на огнот во Газа, Израел и Хамас ќе разменуваат заробеници и така натаму. Навистина се даваат напори на светско ниво да овој прекин на огнот да потрае, да запре ова безсмислено убивање, би рекол. До сега има преку 14.000 убиени и навистина светот со право е ужасно тоа што се случува на Блискиот Исток. Но ние имаме, нели, наши проблеми овдека. Се разбира, една од информациите која што е многу важна, Столтенберг беше во Македонија од вчера. Господинот генерален секретар на НАТО Јанс Столтенберг, беа тука и неколку премиери, председатели на држави од Балканот, кои што се членки на НАТО, беа испратени некакви позитивни пораки. Она што ми остана во памет е дека Столтенберг рече дека регионалната стабилност е прилично јасна, нема опасност. Она што многу често се говори во јавноста, дека може да пукне во секој момент. Столтенберг прилично убаво рече дека да, има жаришта, Македонија не е спомната за среќа, жаришта се Косово и Босна и Херцеговина, меѓутоа сепак регионалната стабилност е, да речеме, до некаде осигурана. Другите пораки од тој самит, мислам дека и не се толку важни да ги коментираме, меѓутоа нешто друго се случува во Европскиот парламент, таму една резолуција се појави од неколку пратеници, од различни партии, од различни националности, знаете како оди тоа во Европската унија, се е нешто шарено и инклузивно, кој што побара дефинитивна реформа, и тука Теменугов ќе ве замалам за коментар, се разбира, побара реформа на начинот на гласање во Европската унија, веќе да не биде едногласно, нели сите знаеме дека едногласно се случуваат сите тие работи таму, ако сите 27-8 членки колку се не гласаат подеднакво, ништо не може да пројде, па и проширувањето што за нас е нели од круцијална важност. Меѓутоа, оној момент што загрижува во целата приказ на Теменугов е, велам, дека додека според оваа резолуција, додека не се промени начинот на гласање, ние не можеме да очекуваме да влеземе во Европската унија. А променувањето на начинот на гласање ќе биде многу проблематично, затоа што добар дел од земјите веќе е јасно не сакаат да слушнат да се откажат од таа привилегија. Па да, првин мислам дека малце повеќе ги дигнатме очекувањата дека еве само што не сме влегле во Европската унија и дека сме на добар пат и дека имаме пречка само бугарите, но реално имаме ние сериозни задачи пред нас и не верувам дека ние за 7 години кога е поставен таргет од 2030 години да бидеме дел од Европската унија и со решено или нерешено прашање со бугарите, еве не знам како ќе се развива целата ситуација, ние тешко дека ќе ги исполниме тие таргети, бидејќи ние имаме круцијални проблеми како
како што е на пример јавната администрација, корупцијата, правосудниот систем, ние дефинитивно имаме сериозни општествени проблеми и веќе може да се насетува од страна дека и Европската унија гледа дека ние имаме веќе прилично нефункционално општество. Ние како граѓани го чувствуваме тоа, ние живееме во нашето општество, во нашата држава, но ние можеме да кажеме веќе дека сме во сериозно нефункционално општество, односно социологијата познава еден термин, тоа е аномија, не анемија, туку аномија, и мислам дека ова е онака за секој што се бави со социологија или со општествени науки добар пример на во својот живот да види како нешто не функционира, односно како нема систем на вредности. Тоа е во суштина аномијата кога пропаѓаат стариот систем на вредности, а новите уште не се направени, и у суштина во такво една општество најчесто доаѓа до криминализација на самото општество, и ние гледаме дека на секој вестите кои ќе ги отвориме и кои ќе ги слушнеме нема криминал, односно проневера на државни пари, буџетски пари, како не функционира на системот. Гледаме дека се запали од бои, мислам дека беше во Тетовска се запалија, тоа некој ги складирал. Имавме исто така случај со отпад, опасен токсичен отпад олово, мислам, во едно скопско село, тоа си поминува така. Никому ништо. Никому. Секој не виение, едноставно тоа си се таложи, ќе биде 3 дена вест, 4-тиот ден ќе има уште некој нов скандал и веќе ништо не постои и никој не си го постави основното прашање зошто тоа се случило и како веќе да не се случува. Да. Ќе дојдеме до оваа тема, се разбира, меѓутоа кога сме околу се уште ова што се случува во Европскиот парламент и оваа идеја за неедногласно, односно гласање со просто мнозинство, како и да се нарекува, со квалификувано мнозинство. Впрочем, сега пред емисијата правевме пресметки, во случај дури и тоа да се спроведе, да почне да се бара, да може начинот на функционирање на Европската унија да биде таков во наша корист, Бугарија да не може самата по себе да не блокира, ние можеме да се најдеме во ситуација која што Бугарија, која што е внатре, во Европската унија, би можела, условно кажано, да купи, да убеди, да задолжи други земји членки, кои што од X причини ќе застанат против нашето членство. Она е внатре, ние сме надвор, и она може во секој момент заради тоа да најде начини, да најде сојузници, да попречи. Колку и да се смени, колку да биде во наша корист некоето едно гласање за членство, прашање е дали ќе можеме ние да излеземе од ова што го прифативме веќе, да ги внесеме бугарите во уставот и историската комисија за клучоците што треба да ги подготви да влезат во нашето образование. И тоа се болни процеси кои што за поголемиот дел од македонците се неприфатливи, затоа што бугарите некако можеби и ќе го готнеме да ги внесеме во уставот, но што после тоа? Имаме историска комисија кој што треба да редефинира кој сме, што сме, плюс тоа не го менуваме ставот на Бугарија дека она не признава пред 44-та. Значи они ништо не дават, ништо не менуваат. Не го признаваат јазикот. Едноставно они нема нивните ставови си остануваат, ние мора да се прилагодиме на нивните барања. И не знаеме дали ќе имаме на крајот од денот нови барања. Самиот министер за надворешни работи Бујар Османи кажа за ФАЦ во интервју дека никој не може да гарантира дека нема да има нови условувања. Иако, на пример, вице-премиерот за европски интеграции Бојан Маричич тврди цело време дека бугарите во уставот е последно, но самиот министер вика дека не е последно. Така што ова е поле, минско поле, каде што на вистина треба да се градат пријатели. Нашето Министерство за надворешни работи треба да шета надвор и да се ги гради пријателите, како што Бугарија, која е внатре, гради пријатели, сојузници, ние треба да имаме наши сојузници. Ние, за жал, мислам дека тоа го испуштаме веќе 10 години наназад, значи не е само оваа влада и претходната на крајот од своето владење, пропушти можност да градиме сериозни сојузници на меѓународно поле, а дека сме ги граделе само онаа бројка, јас дојдов до 134 земји, колегава Горана кажува 140, ја мислам дека се 134 земји, кои што
не признаа подуставното име. Тоа е веќе минато време, свршено време, со договорот од Преспа тоа веќе ништо не важи, но сакам да ви кажам дека ние 20 и кусур години градевме пријателства и натеравме 134 земји од кои што некои беа се уште се членки на Советот за безбедност да не признаат подуставното име. Тоа е веќе така се води надворешна политика. И уште едно прашање, ќе се согласиш Горан, МНР би требало да одигра својата улога, дипломатијата треба да одигра својата улога. Ние се чини ги вложивме сите напори во ОПСЕ и во оној фамозен самит кој што ќе ни донесе што? 5 минути слава, условно кажано, во наводници, затоа што ќе не има веројатно на светски вести, еве во Скопје самитот и еве тука се нацртани, не знам, 50-70 дипломати од целиот свет, можеби ќе дојде и Лавров, можеби ќе дојде и Блинкен и тоа е тоа. Меѓутоа тоа не е суштинска дипломатија. Така е. Тоа е, види, тоа ти ги викаш на гости, ти се фалиш и тоа многу добро ќе дојде за министерот за надворешни работи Бујар Османи да се промовира и на крај. Тоа е за него лично. Така е, на крајот од денот целата можете да наративите да ги забележите како во медиумите се добива впечаток дека Бујар Османи е домаќин на самитот на ОПСЕ. Да, Македонија е домаќин на самитот на ОПСЕ. Он е случајно министер за надворешни работи во оваа влада. Утре ќе биде некој друг, може и да го сменат сега ако има интерпелација, па ќе биде домаќин некој друг министер за надворешни работи. Така што го издигнавме на ниво на Бујар Османи да доминира со целиот процес, да биде главен во целиот процес, да Македонија председава, не председава, Бујар Османи председава затоа што на Македонија и дојде ред да председава, а не дека го избра бидејќи е најдобриот дипломат, па не може без него воопсе. Така што мислам малце дека се губиме во целава приказна, премногу даваме значење на некои споредни работи, воопсе гледаме дека е нефункционално. Меѓу другото многу интересно, ние не исполнуваме услови за избори, на пример, што ги пропишува ОПСЕ, ОДИХР. Ние што сме домаќини, што ќе потрошиме 3-4 милиона евра да ги пречекаме сите овие политичари, ние не ги исполнуваме. Има забелешки во нашиот изборен процес кој што се веќе се случи за 6 месеци од сега. Да, 6 месеци. Па според последните изјави што ги видов на Кен Орлова и на Груби, двајцата потврдија дека 8 мај е веќе дефинитивно. Веќе рече си може да каже слободно дефинитивно. Ако Дуи каже 8 мај. Тоа да не се лажеме ако Дуи каже. И Лога го потврди и Груби. Денеска моите информации од СДСМ се дека се уште одлуката не е финализирана, дека се уште има простор за разговори, дека во СДСМ дел од раководството не е за избори според овој план за 8 мај. Но ќе видиме, ќе оставиме да видиме дали Добро, ја не се јавам по партија, веќе ви кажав, не сакам да знам што. Па ја не се јавам. Немам што да знам веќе дневно. Нема што да им се јавувам веќе на дневно, не ме интересираат некои други прашања, тоа како да излеземе од оваа аномија што ја спомнав, односно како да ги поставиме работите да бидат функционални. Прво прашање дали може да излеземе, Теменугов? Па тоа е веќе Немаш право на одговор, не може. Мора да можеме. Не, ајде сега да рачистиме нешто за старт. Сите ние веруваме дека државата во која што живееме е вечна и не надживува и просперитетна и сето тоа. Мора да разбереме дека и државите имаат свој почеток, свој развој и за жал своја смрт порано или покасно и се трансформираат. Ретко кои држави имаат континуитет. Поголемот, на пример, 500-600 години, еве Англија има. Англија го има. Имаат, на пример, другите. Франција, можеби, така. Франција малце подоцна со сето тоа, значи имаат континуитет, но мораме да баш се консултирав да видам државите умираат, но до сега умирале најчесто царства и федерации. Но никој не гарантира дека ни не една унитарна држава како што е на пример Македонија утре ќе опстои со 100% гарантираност. Проблемот е во ова општество што ние немаме критична маса, нешто да промениме за наше добро, гледаме како е се корумпирано, како е нефункционално, гледаме што ни се случува и гледаме како политичките елити не се способни да разговараат за елементарни работи, за да се договорат за елементарни работи. И тоа ме загрижува, бидејќи никој не ги поставува прашањето како, туку сите се интересираме што ќе каже денеска Ковачевски, што ќе каже Мицковски, што ќе каже Али Ахмети и се на дневна основа, но никој не ги поставува вистинските прашања како да излеземе од овие проблеми во кои што сме. И тука Теменугов, новинарот, но и социологот се враќа на ХОПС, општествен договор ХОПС ли беше? Па веројатно требаме нов, има повеќе теории за општествени договори, се провлекуваат низ целата филозофска мисла и во социологијата како да се постигне, но ние мораме да најдеме нешто што заеднички ќе не врсе. Тоа пред да влеземе во студиото рече идејата за Европска унија. Да,
Тоа е добро врзовно Сврзно ткиво, ткиво, така, да. врзовно ткиво и за македонците и за албанците. Затоа што И за сите останати. И за сите останати, И роми, добро. срби, да, власи, бошњаци, но генерално црногорци. зборуваме за да спроведеш нешто во една држава, треба да имаш минимум 70% кохезивност, односно да имаш некоја 70 е минимумот за да можеш да спроведеш некоја идеја, да имаш желбата да го направиш. А кога ќе ги собереме голите бројки, 67 со 30 со 20, не е битно, доаѓаме над 90% од граѓаните имаат една идеја, тоа е Европската унија. И тоа е добро врзовно ткиво и тоа не треба да си социолог или нешто посебно паметен или да знаеш, тоа се гледа во секојдневното живење, можеме да сватиме како се победува идеја. Сите мислат, старите уверувања се дека идеја ќе ја победи со тоа што ќе му скршиш на некого глава и ќе го боли и нема веќе да има таа идеја. Никогаш не се победува идеја. Идеја се победува со друга идеја, со некоја подобра, а идејата за Европска унија е подобра идеја од се што може да го имаат македонците и албанците. Тоа е поентата. Значи, сите идеи ние што ги имаме и разединености, раздвоености меѓу нас, може да бидат споени со таа повисока идеја. За жал, таа идеја е толку сега обезвреднета во Македонија, што мислам дека и таа веќе не игра никаква улога. Зошто? Бидејќи за да можеме да ја живееме, треба нешто да сработиме на терен, односно во нашата секојдневие. Што е тоа да го сработиме? Добро. Неколку елементи. Овој проблем е многу интересен, ќе се согласам, и од социолошки аспект, можеби и од филозофски. Меѓутоа, Европската унија како сврзивно ткиво, се согласувам дека може да ни заврши работа. Меѓутоа, проблемот со таа идеја е во тоа што во најголем дел таа идеја не зависи од нас. Самиот го споменавте тоа. Простата желба, односно недостатокот на желба тие да се реформираат внатре, нас не заколжува да влеземе. Не, една причина е тоа. Може да најдеме уште 10. Земја која што е внатре, заради своји причини, одбива да не пушти. И така натаму, и така натаму. Дали е доволна идејата за Европа, се согласувам дека е многу важна, но дали е таа сама по себе доволна да не врзе? Ако ние внатре немаме заеднички договор за еден куп други работи што се суштествени. Значи, основата на државата дека да во овие мали 25.000 километри квадратни колку се плюс тамо, овие луѓе треба да живеат на истата почва заеднички и да веруваат во иста вредност која што не е нужна само ЕУ. Да веруваме, не знам, во заедништво прво и основно. Во една татковина, која што гледаме дека сега, ако сме искрени, веќе и не знам кој ја почитува на правилен начин. Вестите пред да почне емисијава беше премиерот кажа дека Европската унија е единствена алтернатива. Да, за тоа спомнавме. Единствена алтернатива. Политичар први не може да каже дека нешто е единствено, бидејќи политиката подразбира можности. Најдобра алтернатива, најдобра за нас е Европската унија, но и да останеме надвор од Европската унија е алтернатива и реалност. Но тоа не е најдобро за нас. Туку треба да бидеме дел од Европската унија. Но бидејќи толку декларативно се борат за Европската унија, што ја девалвира основната идеја, ние загубивме представа што значи Европската унија. Ние за првим вредностите што и Европската унија има заслуга за тоа што ние малце имаме скепса кон нејзе, бидејќи нејзините вредности на нас баш и не важат, но забораваме дека Европската унија е пред се економска заедница. Ние колку често го гледаме моментот, Бранко Азевски кога беше пред неколку недели бев модератор на еден настан, го кажам оноа што го кажувам нонстоп, но нема доволно одек во јавноста. Луѓе, бизнисмените се веќе во Европска унија. Ги ве чекаме вас овде што зборите со новинари, политичари, здравствени работници, сите што секојдневно збориме за Европска унија, за стандарди, ние збориме, они бизнисмените веќе си се таму, они работат по европски правила, се борат за европски стандарди, бараат од владата европски вредности, бараат европско правосудство, гарантирање на законите, односно спроведување на законите, на нормите што владаат во Европска унија. Некој веќе живее, но ние успеа политичарите толку да ја девалвираат целата идеја и што ние веќе се гледаме и не веруваме во таа во Добро, но ако смислените Менугов, тие што живеат, разбирам за поентата дека тие што живеат според европските правила се за жал во Македонија минорно малцинство. Нема, они се дел од ова општество и тоа се битен елемент. Апсолутно битен, најбогатиот. Не е богатиот. Не гледајте како на бизнес заедницата како гледаме на бизнисмените како најбогатите.
Види, добро, во принцип се богати, но не се најбогати. Плюс тоа, кај нас се најбогати криминалците. Така што да не ги мешаме. Тенка или ние да меѓу криминалците и некои политичари. Тука Па и исто е. нема криминалски правила многу често. Добро. Да, ма за среќа некои па се Што наоѓаат на вели црни листи. наш колега, да не го именувам сега, во контекст на Бугарија, вели Европската унија е најлоша идеја за Македонија, но нема подобра. Па самата Нема информа, подобра. па ти кажеш единствена алтернатива. И за мене е најлоша бидејќи не ќе може да варам ракија, бидејќи казаните ќе бидат запечатени. Тоа стварно е лошо во тој може аспект. за домашна употреба ќе може до 30 кила. Што е 30 тоа? Мислам дајте. Ако бидеме Кој е добар до став? крај, ако бидеме до крај, После 11 веќе може да зборуваме. може. Ако бидеме Кај до нас крај- представата, Драган, за Европска унија не е за Европа на вредностите, што е основната идеја, економските вредности, слободен пазар и така натаму. Демократијата, така, каква алтернатива? Ние индивидуални. сакаме пари, нема така. Кај нас е бенефициите Така е. што се добиваат пред се социјалните, нели, Така е. од Европската унија. Тоа е нели, Софиската школа, да речеме, на софистите. Горгија Протагора. Филозофија малку, меѓутоа тоа е суштината. Ние гледаме Европската унија како придобивка, не како наша обврска, ние да се придржуваме Не, кон ние гледаме како слобода крава на музара. говор. Како крава музара. Тоа е така, тоа. Да, тоа И е. тука е расчекорот. Инаку, вината за Европската унија, имиджот во Македонија, делумно на Брисел, но делумно на нашите политичари, кои што преку Европската унија се обидуваат да ги оправдаат своите погрешни чекори, не само за оваа влада. Постојано Така е, тоа се праеше. Може ли да бидеме до крај цинични околу ова што го спомнате Менугов, го спомна премиерот дека единствена алтернатива. Изразот единствена алтернатива сам по себе е нелогичен. Така е, не може единствена Алтернативата алтернатива. значи можности, две, најмалку три. Така е. А кажете дека единствена алтернатива, вие грешите. 20 обвинети дека сте со Русија, Саудитска Арабија, Не, со не, не, јас Турција, говорам чисто со граматички. Индија, со Кина. Но Кина не може се да биде република. единствена, не може да биде Кинески. не може да биде единствена алтернатива, мора да ги има најмалку две. Тоа ми е поентата. Значи самата конструкт единствена алтернатива не чини. Многу те сакам кога анализираш што кажал премиерот Ковачевски. Затоа Не, тоа политичарите го кажуваат, иритира таа едноставност со која што се пушта една порака која дури и во граматичка смисла е нелогична. Тоа ми беше зборот. Така е. Доаѓаме до тоа дека треба мораме веќе, значи мора нешто да се направи, а треба само две работи да се направат, да се умре и да Само се оди две. во ВЦ, па само тоа мораме да направиме. Само тие две работи мораме да ги друго е сакале, не ќеле, останува на нас. Овие мора да се направат. Тоа е целата работа. Не знам што ќе се случи. Значи, многу сум уплашен, имам 50 години, од тоа 28 години и 7 месеци сум новинар, значи ги следам процесите и во економија, што ми е специјално сега во последниве 24 години. Го следам, не сум оптимист. Не ми даваат простор да бидам оптимист никој. И тоа е сериозно. Баш оноа што го кажа фаномично општество. Ние живееме без надеж, ние сме безнадежни луѓе. И еве, ќе ве прашам нешто сега јас. Како се чувствувате, еве, вака, за утрешниот ден? Како го очекувате што да се случи денес, сутре, задутре, за една година? Кое чувство предизвикува размислувањето за наредниве денови и години? Како? Многу тешко филозофско прашање. Чувство е И овде. ќе одговорам филозофски. Секој ден е борба. Секој ден, мене лично ми е секој ден борба и за утрешниот ден, и за блиската иднина, и за далечната иднина, затоа што јас мислам дека ние немаме право да изгубиме надежта. Ако ние изгубиме надежта, што се случува со нашите деца, со младите луѓе, и со возрастните, со сите. И затоа сум го расчистил тоа. Утре ќе биде подобро, во секој случај така размислувам. Добра. И веќе не се присилувам да размислувам. Сега веќе ме праша, филозофско прашање има да одговорам. Заради тоа што се поинаку води до катастрофа сигурна. Да, ама дали ти се јавува она чувство на исчекување, дека ќе биде, ама тоа ќе биде некако ни бега цело време. Јас сум малку постар од тебе и од 91 година го работам ова и тоа го научив дека не се надевај на подобро, подготви се за лошо, ако биде добро, ќе биде. И имало многу денови кога биле добри. Да, и периоди многу биле така, добри. но дали имаш исчекување? Знаеш што сакам? Доведени сме како луѓе, како граѓани и како општество, како заедница што живее во нешто да исчекуваме само. Да исчекуваме и тоа е сериозен проблем. Кога нешто исчекуваш, ти се намалува желбата за действување. Па и ефикасноста се намалува. Едноставно енергијата се троши така. Така е. Добро, но многиот решенија луѓето се разбира.
И тоа е едноставно, претпоставам дека е природен рефлекс. Значи, луѓето почнуваат да мислат сами за себе. Така. Значи, и човек едноставно, кога гледа дека општеството крахирало и дека иднината зависи од еден куп фактори, или не може да поднесе бега, или почува да живее во свој свет, во една група на луѓе со кои што може да го преживее денот и да се обиде тој да биде колку што може во мир со себе. Тоа е пристината. За жал, ние немаме смеса која што заеднички ќе може. Теменував, тоа што сме ние овде, а и ти си тука, е најдобар одговор дека ние сме се решиле да се бориме и да исчекуваме и да се надеваме дека утре ќе биде подобро и ќе биде подобро. Гарантирам. Дали сме будали или не, е друго. Не е тоа што сме будали. Не е важно, не е важно. Ќе ви кажам, ја мислам дека не сакаме да си фрлиме на тоа што сме го работеле во животот дамка, односно да се каеме што сме работеле и затоа уште се држиме како пијан за плот, за да успееме и да веруваме. Теменуго, вие со вашето CV може да работите што сакате, но сепак работите сега слободен новинар. Исто и ние со Драган. Можеме да работиме било што. Добро. Но остануваме да се бориме, затоа што природна е потребата на човекот да се бори. Ама дали има критична маса нашата борба или борба на граѓаните, она што го кажа Драган многу интересно, дека се затворија во микросветот, свет бидејќи се незадоволни, да се преточи во некоја реакција. Да се преточи во некое незадоволство кој што ќе генерира акција за да се променат работите, да се изврши притисок врз политичарите да преземат нешто конкретно и да ги сменат ова што ни се случува. Бидејќи гледаме дека од секој наредни избори полошо и полоша. Значи, 2017 се понадевавме дека ќе се смени ВМРО ДПМН и Груевски, ќе дојдат некои други вредности, ќе се градат некои вредности по 7 години од владење на оваа власт, сваќаме дека тоа е са ВМРО ДПМН 2.0. Значи, ВМРО ДПМН со Груевски беше 1.0. Тоа е, ова е истото. Немаме и уште најлошо што ни се случува. По 7 години нема да остане ни една добра институција, ни една институција што утре ќе ја контролира новата власт, која што ќе биде браникот од можното застранување на новата власт. Ние не изградивме ни една. Ние не изградивме ни едни, неколку институции треба да ги имаме изградени. Ја мислам дека државната ревизија е една институција и мислам дека антикорупцијска комисија дека почнува да работи сега се менува составот на антикорупцијска пред избори. Што ако не се постигне, што ако се пролонгира, кој ќе биде избран? Гледаме дека имаме милиарда проблеми со спроведување на нивните препораки и заклучоци. Точно, ДЗР го спомна, јас ја ценам многу таа институција, врвни професионалци. Државниот завод за ревизија. Да, ДЗР. Одлични. Да, одлични за нив. Колку од нив завршуваат со јавни во обвинителство со пријави, со кривични пријави? Колку пати во собрание нивните извештаи разговарани, освен годишниот, има поединечни извештаи кои што треба да се разгледуваат во собрание. Собранието е газдата на ДЗР, ги бира и они даваат очет само на собрание, не на влада. Колку пати имало седници да речат за случајот Горан Теменугов, откривме дека не работел добро и проневерил 2 милиона евро од државни пари. Колку пати имаме во собрание одржано таква седница? Компир. Они го имаат тоа напишано, го направиле стручно, непартиски, одлично. Кој инициирал? Ни власта, ни опозиција. Тука е тоа што го зборувам пред нема систем. Значи има една институција најмалку, ја повторно кричам и антикорупцијска честопати ја критикуваме, и антикорупцијска и Билјана Ивановска во последно време морам да кажам дека цело време не еден период беа малку изгубени, има лоша организација, не е важно, се трудат. Проблемот е што еве сега е одлична шанса на пример. Пред избори велиш треба да се избери антикорупцијска комисија. Власта која што објективно според анкетите во заминување, сега треба да избере антикорупцијска комисија која што ќе биде многу критична кон идната власт. И тоа изводливо, така? Добро. Зошто да не се случи тоа? ВМРО не може да го блокира тоа. Сега СДСМ и ДУИ Алијанса можат да изберат антикорупцијска комисија која што ќе биде преоштра, одлично оштра да речам. Не треба, гледаш, за да биде коректор на идната власт. Не треба да биде преостра, треба да биде да се држи до законите. Треба да ги значи, законите. Ние имаме проблем со тоа што сакаме да постигнеме. Ние треба која беше
судија избра сега пред некој ден интегритетна личност поминал со актуелна афера за нешто, иако нема љубовна афера, избране сето тоа, но немаш ни обвинувања, нема судски и он е невино дека не се докаже сето тоа. Дека е виновен и тоа може. Љубовна афера не е кривично дело, си тоа да биде не со колешката сега... си воделе љубов во јавно обвинителство, се можеби не платиле кирија тамо. Океј, но се поставува прашањето интегритет на личност, дали поминало? Како поминало, кој поминал, дали е направено, бидејќи тоа е услов да бидеш тоа. Ние премалце водиме сметка за нешто што го изгубивме некаде по пат. Веројатно го изгубивме на почетокот од 2000-те година, на крајот од 98-9 таму, а тоа од кога се замина оние старите бирократи што беа од социјализмот и ги сменивме со нови деца, со нова бирократија, го изгубивме онаа срамот во бирократијата и чувството дека треба да бидеш барем малце чесен за да си обавува својата работа. Ние малце се изгубивме и тука веројатно потекнуваат сите наши проблеми, кога си замина онаа бирократија од 80-тите, 70-тите, 80-тите години, која што беше социјалистичка бирократија, спора, никаква трома, значи од која што имавме главоболки и сето тоа. Но тоа што ќе го сработи беше сработено и имаа чувство дека припаѓаат на државата, дека работат за државата. Го имаа тоа чувство дека сепак сега се на привремена работа во сега се буквално на привремена работа. И тоа е сериозен проблем и ние имаме проблем со јавната администрација и затоа пред да влеземе во студиото зборевме што би требало да се направи и мислам дека се 3 точки што мора да се постигне општествен консензус, кај што ќе треба да седнат и СДСМ, и ВМРО, ДПМН, и ДУ, и сите партии. Значи, мора да биде општествен консенсус, што мора да се направи во наредниот период и да нема отстапување без разлика кој е на власт, а тоа е реформи во образованието, и тоа се најдолгорочни реформи, бидејќи првите резултати од реформите, првин треба сериозно да се подготват и подготовките се некаде 5-6 до 10 години да се подготват што сакаме да добиеме, па од кога ќе се подготват, треба да почнат да се имплементираат и првите резултати од имплементација треба да ги почувствуваме за 13 години. Зошто? Од прво кога ќе ги спроведеш на до четврта средно се 13 години, деветолетка плюс 4 е 13 години, треба да ги измериме што сме направиле по 13 години првиот резултат да видиме каков процесот ни дава и тоа е сериозен процес. И затоа тоа е катастрофа за нас. Знам дека е спор. Не, чекайте луѓе. Да го почнеме во 2010 со општествен консензус, а не со лажно Кембридж образование кој што Кембридж. Добро. Значи да го сега веќе го имавме резултатот. Сега ќе беше, да. Меѓутоа, ако ќе замисли човек дека би почнал овие 2024-та, како да кажам, Горан ќе биде веќе премногу стар за да го... Да, ама сега зборуваме ние... Нема да биде Горан стар. Не, сега ние сериозно зборуваме за процеси што се над нас. Кои се такви, едноставно. Да. Вториот елемент што мора да го решиме, тоа е јавната администрација и тука најлесно се решава. Како се решава најлесно, многу ме интересира. И мене ме интересира. Никој не може да најде решение каква да реши јавната администрација во Македонија. Нема бидејќи само се зголемува. Затоа што политичките партии ги користат за да ги вработат своите членови. Тоа е, значи, затоа. Но политичките партии ако се договорат и речат, затоа е општествен консензус. Ќе направиме толку и толку, таква и таква јавна администрација и вистинска дигитализација. Тоа го спомнуваат некои политичари и велат добро на луѓето кои што се виша ќе им се понуди во приватниот сектор да излезат. И значи во теоретски убаво звучи, дај Боже да излезе. Меѓутоа се плашам дека е прилично компликуван процес бидејќи се работи за десетици илјади луѓе. На кои што ќе треба да им се најде чаре. Еве сега ќе ти кажам како. Нема со сила ништо не се прави, со убавина со сила не биѓава. Но ти кога ќе поставиш дека мора да изработат нешто и да дадат резултати, и ако некој не ги даде резултатите, ти нема да се повика ама мене ме вработи оваа и оваа партија, туку кога ќе отидат да се жалат во партијата, аби извини, не си испочитувал тоа што е тоа. Тоа е тоа, не можам да те заштитам. Ја те вработив, ама ти имаш црно да бело. Ќе се буни извесно време, но што е работата со брзото имплементирање на оваа реформа во јавната администрација? Таа може да се среди за од 6 до месеци до 1 година. Граѓаните ќе почувствуваат придобивки. И тогаш ќе свате и политичарите ќе добијат ветер во грбот дека тоа што го прават е исправно и нема да изгубат од рейтингот. Ќе речат, аха, граѓаните се задоволни. Ние кои ќе го почувствуваме, тоа е најбрзата реформа што може да се направи. Добрите услуги кои ќе ги почувствуваш, колку и да се буни тој партиски што е вработен,
Јавноста ќе биде за. Јавноста ќе биде на страна на политичарите и ќе ги гласа наместо партискиот Добро, член. а што правиме за корупцијата? Мислам дека тоа тука е- тоа е ето, рак раната. Може само пред корупцијата. Тоа е Што третото. направи Вучич со пензиите пред 6-7 години, не знам ли ви текно. Ги намали пензиите и платите во државна администрација ги намали за не знам колку беше, 12-15%. И човекот на наредните избори доби повеќе гласови од претходно. Заради тоа што најголем дел лените што не се вработени нели го поддржаат тој предлог. Така што и овдека има можност било која влада да направи реформа сериозна. Да, ма сега само да ти кажам за Србија, случајно знам затоа што наш човек, наша поранешна министерка ја вршеше дигитализацијата. Србија е толку добро дигитализирана, што на вистина администрацијата, они имаат милиарда други внатрешни проблеми, начинот на владење на Вучич и сето тоа, но во овој дел, во дигитализацијата, они се толку напред, толку се добро организирани. Па на крај со овие што ги имавме за вакцини, нели се вакциниравме бидејќи нашава влада не можеше да не вакцинира, па одевме како гревчиња во Србија за да се пелцоваме. Они ја се на телефон добив. Јас се регистрирав од Скопје, се добе, со нив патував после на одмор, се си беше. Немаш потреба никаков и закажуваш после. Се што ти треба, ти е дигитално од компјутер, од телефон. Во цело. Они тоа го направија. Тоа го направи наш човек. Значи, Марта. Да. Го направи Марта тоа. Томовска, да. Да, она го направи. Пази, наша, ние го почнавме тој процес и после тоа нормално која видоа тендерчиња, мендерчиња, ова она да се извитопери да не функционира затоа што ако функционира ќе треба да се отпуштаат преку бројните вработени, односно ќе се види кој не работи, кој работи и сето тоа. Го запреа процесот, овие него ни продолжија, мислам што да ти тоа е тоа. Или на патарината на Скопје, Гостивар на пример, немате да платите автоматски со картица. Секаде патарините се средени во сите држави. Еве сега патува в Србија, Хрватска до море светот. Абе ко господин секаде одиш. Так плаќаш, имаш картичка, мартичка, како сакаш и средени се, осветлени се. Едноставен начин, на почеток си плаќаш Така и и во Хрватска има исто така. И во Хрватска. Ја во Македонија зборам, до Скопје, ако одите по автопатот од Гергелија, може да плаќате со картичка специјална која што ја чита, нели, поминувате веднаш. Ама така е, да го имаш апаратче се Гостивар стави. нема такво нешто, заради тоа што не знам зашто да не инсинуирам. Па сега, еве зошто не работат камерите што се поставени сето тоа, заради заштита на приватноста на не знам кого. Луѓе, затоа доаѓаме до круцијалното прашање, најгорливото на што го спомнавте, Да. тоа е корупцијата, тоа е правниот систем. Тука е многу тешко. Тука да почнеме па 3 емисии ќе тераме. Така е, тука е многу тешко. Меѓутоа, не постои политичарство кој што не сме разговарале на оваа тема и секаде. Не постои професор, не постои академик за кој што не ја поставуваме оваа тема и всушност сите се согласуваат дека тоа е болката, се нудат некакви решенија, кога мислам на политичарите прети над се нудат некакви опции, меѓутоа се уште не сме ги виделе на имам чувство дека корупцијата во Македонија е сведена на начин на живот. Тоа е тоа. Така е. Корупцијата е Сите начин на живот. истражувања во оваа тоа земја. го покажуваат. И тоа е убиствено. Ние мораме да го извадиме од главата на секој човек, ама на секој човек тоа чувство дека корупцијата е правило. Дека не треба да му се носи на никого, не знам, бомбонјера и чаша, што се носи флаша вино. Зошто доаѓаме до тоа? Администрацијата не функционира. Па се е несомнено. Ти мораш за да завршиш или да знаеш лично пријателство, да фатиш врски или да подкупиш. И едното и другото и третото е корупција. Апсолутно, да. Е корупција. Тука е проблемот. Кога ти ќе наметнеш јавната администрација да функционира, ќе се намали апсолутно корупцијата на пониско ниво. Функционална јавна администрација. А за високава корупција што се во влада, во кај политичари, институциите. Она што антикорупцијска, Државен завод за ревизија, значи јавно обвинителство, сериозно јавно обвинителство. Така, сериозно јавно обвинителство и одговорно. И уште малце сега ние како медиуми мораме малце повеќе да посветиме внимание на еден психологија што е остана од социјализмот, дека судовите се должни да го бранат интересот на државата. Односно, ако се појави обвинител во судство, обвинителот одма има некои подобри шанси да го добие случај затоа што ја представува државата. Не подобри, најдобри. Или државата кога ја тужиш, ти си во позиција да се плашиш дали и на правдина ќе го добиеш тоа, бидејќи судот чувствува дека треба да ја заштити судијата, судот да ја заштити државата. Судот
е дел од државата, но не ја штити, ги штити и граѓаните подеднакво како што ја штити државата. Државата и граѓаните се рамноправни пред судот. Затоа го гледаме во Америка најчесто, тоа е различно право од македонското право што го имаме. Може граѓанин да добие многу лесно држава ако државата ги крати правата или не ги дава услугите што би требало според закон да ги добие, да ги даде и граѓанинот многу лесно ја добива државата. Бидејќи судот не е држава, не ја штити државата. Го штити правото, ги штити законите. И затоа мора да се избориме, прв чекор ќе биде почитување на процедурите. Ние ништо не почитуваме во оваа држава. Ни владата, ни судовите, ни опозицијата, никој не почитува процедури. Процедурите се мајка на правото. Без почитување на процедурата, без да се вратиме на процедурата, ние ништо нема да постигнеме. Колку е да досадна, глупа, непотребна, сакаме скратени патишта, брзо да дојде, мора да се вратиме на процедурата. И да знаеме како од А до Б до С, па гледаме сега Миле Јанакиевски доби пресуда не затоа што е прав или крив, туку доби затоа што не му е почитувана процедурата. Процедурата, токму Тоа е така. тоа. Правото е процедура, едно без друго не иде. Ако сакаме да имаме право, мораме да ја вратиме процедурата и да се држиме до нејзе. Колку и да е досадна, глупава и да ја успорува правдата, подобро спора правда според процедура, одошто правда без процедура. Мене ме забавува само моментот кога некој ќе рече ние сме јужњаци, ние сме медитеранци, нас не ни личи процедурата. Тоа е типично за германци, за западни и северни народи, кои што едноставно ја прифаќаат процедурата и дисциплината како начин на живот. Не сме премногу весели за такво нешто. Мене ми недостасуваат херои во овие институции, рековме за ревизија. Тука не сакам херои. Хероите е мајка на сите зезанци во системот. Саке ние растевме во социјализам, ја и ти се сеќаваме на сето тоа како партизанот вади бомба, голорак на тенк, на бункерот германски го уништува. И сега, кога правиме наратив на херои, тие херои треба да живеат во мирно време. Херојот во мирно време што прави? На други херои Ние треба да градиме работници. Ние треба но херои се подразбира дека се работници. Не, никој не. Кога сте ме виделе на вести или да пишуваме за работник, што направил? Што смислил да го поедноставни? За 1 мај има по некоја приказна, ретко, ама има. Ние етиката, работната етика треба да почнеме да ја... Тие што, знаеш што викаме оние што напорно работат, види го будала работи. Добро, предпоставам дека овдека сега да не ве спирувам, предпоставам дека работник и херој во случајов е исто нешто. Значи јас зборувам за примерот, на пример се викаше човекот Паунковски, директорот на инспекциите, Што го избркаа од работа? Да, во Тетовчанов, така. Чесен. Да. Затоа што одеше по процедура и направи тогаш пркос, како што велеше Никола Димитров, многу пркосеше, бил, го коментираше и тогашниот премиер Заев и го сменија човекот. Во таа смисла, човек вреден, без никаква дамка во кариерата, 30 години по инспекцијски надзори работел на видни позиции, некорумпиран. Значи, и човекот покажа херојство. И од тогаш има 4 години скоро. Професионален однос. Херојство ти кажав, да не ги мешаме. За мене ниво на хероизам. Тоа е нормално, тоа е така нормално. Бака. Не, тоа е нормално поведение. Ние го представуваме сега овде како херојство, тоа е нормално. Тоа е паднато теменугов сега значи, малку. Ние не можеме да збориме за херој. Ние нормалното мора да го вратиме. Нормалниот дискурс во јавноста да го вратиме. Нормално да разговараме, реално да ги именуваме работите. Ако нешто глупо е глупо, не можам да кажам, не е паметно баш глупо е глупо, не дава резултати. Нормални херои. Јас се вика Минка Веизовска, така почина денеска жената. Или вчера почина, мислам. Таа е жената која што ја беше барани 100 евра во аптеката на онкологија. За онкологија зборуваш, прв пат од тоа семејство излезе нели аферата. И јас не можам да најдам еден херој, со нормално поведение обвинител, кој што подопрен глас, а сите обвинители и во Скопското, и во организиран криминал, Јовески, државниот обвинител, можат да поведат постапка, истрага пред истрага, да видат дали има тамо наводи за барање мито, на пример. Јас за такви херои зборам. Обвинител кој што е честен, го погодил ова што случува во процедура, и да го гони тој што барал 100 евра. Не мора да е политичар. Чекај, дали сме сигурни дека нема постапка? Затоа што кога обвинителство работи, стварно нема да рече ние отворивме случај, ама мораш да имаш предистрага, па тоа да кој се.
сме провериле, не сум сигурен дали нема. Значи, Затоа не јас можам одам да по друга логика. Ја немам информација, може би има предистрага, Така. но предистрага да трае, ова мислам дека се случи пред 6-7 месеци, Добро. кога е пријавено, 6 месеци истрага и според законот може да трае максимум 9 месеци, тоа ако е за не знам што, ако е за некое сложено кривично дело, може да организиран, трае истрагата 18, може и 18 да подолго. трае. Мислам дека нема законско ограничување на истрага колку и тоа е еден од проблемите во нашиот правен систем. Теменугов, кога имате изјава конкретно од семејството дека некој барал 100 евра, па тоа се проверува за, како да ви кажам, за 10 дена, ја не сум обвинител, се истражувач, Така. ама ќе го провериме сигурно за 10 дена. Имате камери таму, изјава, тој изјава. И да излезе да кажа, немало таму таква ситуација. Ја не велам дека човекот стварно да барал 100 евра. Може би не барал, меѓутоа имате изјава од луѓе, од жена која што за жал почина сега, значи во тешка состојба, никој не би го лажал тоа. Добро, окей. Така, значи и ние во таква ситуација немаме еден херој, обвинител кој што ќе рече јас сега ќе одам и ќе го гонам тој човек. Еве, добра, еве утре да се провери ова како новинари да провериме дали се води случај. Гледаш, не се Не, тајно, во предистражна фаза Така? е тајна. Да, не, ама не еве го можем. моментот. Се обидов ја за да дознам, не кажуваат дали воопшто се води Така. предистрага. Значи тоа е специфично, ми тоа повторно ќе речам, за 6 месеци, за 2 месеци вие можете да завршите целата постапка да го осудите човекот ако Добро. е виновен. Јас сум И тука- секогаш малце поскептик околу брзината, пак доаѓаме до Или тоа. да го ослободите. А штом не е ослободен, значи Теменугов, против мене се уште се водат две окей. предистраги, Добро. формално не се завршени, траат од ланската, од предлани ми се чини, од лани јануари, 20 месеци траат, проверено е, се е проверено и не се затвара истрагата. Така е. Значи, ако сум виновен, поканете ме, ќе одиме, ќе се судиме. Ако не сум виновен, кажете ми не си виновен, поздрав, пријатно. Зошто се држи отворен предмет? Не е битно јасно, сум го надминал тоа. Знаеш колку такви како тебе има, што не се ни тоа е новинари, што проблемот. не се Па тоа е проблемот. Тоа е додека не го добијат тоа што го сакат или да те држат во страв. Но тука треба судот да може да рече Не, ова да може. не е во држање во страв, Да, да. сосема друга работа, да за мене не е проблем. Меѓутоа, Добро. расчистете ги работите. Така е. Ако не можете 100 предмети, е. направите 20 предмети. Така е. Сега не си ти крив сега за ситуацијава, ама Не, сега да јас кажам, сум крив и ти си крив, сите сме криви за сите си ситуацијата. сносиме вина, се согласувам, Така јас да. прифаќам, така е. Се, и ние малце нашата вина е поголема. Ние сме и новинари што треба да бидеме подосадни во некои прашања и ние треба да бидеме малце повиновни од другите граѓани. И ние сме граѓани. И сме виновни теменуго како да постигнеме. Да. Ние поставуваме прашања, меѓутоа што може Да го истераме до крај. Добро, меѓутоа имаме Само до ситуација кога гледате дека предмети за кои што целата држава 5, 6, 7 години се секојдневно ја оптеретувавме со информација, едноставно паѓаат како кули од карти и никому ништо. Ама еве не ние. Слободна Европа има една серија текстови за лотарија, Апсолутно. радио Така е. Слободна Европа македонски јазик. Внимавајте, американски државен медиум, тој медиум се финансира од Конгресот на САД. Значи, тоа јавен, не е државен медиум во Америка како му доаѓа, меѓутоа е Така за е. мене порака од Од Вашингтон. Америка, Така е. Значи инволвирани високи првиот вице-премиер Артан Груби. Па добро, со лотарија првото, значи колечката Сашка Цветковска од ИРЛ, која беше во Нова, ја објави шемата што уште во време на ВМРО како се прави со лотаријата, државната лотарија, се влегуваат со фирмите. Овие сега Дуи го прави тоа што беше направено претходно. Значи добар Проширено ученик е Дуе. надградено. Така е, со тоа што Надградено, со да. 10, мислам, нови лотари, не знам колку отворија, 3-4, не знам колку се сега отворени. Шемата е многу позната, тоа ќе го направат за да може фирми да си влезат во организација на игрите на среќа. И тоа е шема која што е јавна. Радио Слободна Европа е последната што го обработува и добро го обработува, но не е првата. Значи ова Не, се не, повлекува апсолутно, 5-6 претходно. години целата приказна. И десетина можда години Значи има ова е само страшно, афера. ама колку е тоа прва вест во вестите? Колку е тоа? Не. Колку е тоа тема на анализи и работење? За 3 дена и завршуваме. Тука е проблемот, што не можеме како новинари да истераме една приказна до крај. А што е приказна до крај? Да има измена на закон на подобро и тие што се одговорни за тоа да не можат веќе да го повторуваат делото. Смислен еден совршен систем, против тоа ќе се согласиме Теменугов, на секој 3 дена имаме нова и уште поголема афера. Вие ако се држите за таа тема, една Така е. и се влечете со месеци, во меѓувреме поминуваат 30 нови, исто која од која, корупција, Цело време не ваков, држат онаков. под висок Ние не можеме едноставно газ.
А не може цела држава да се Ти занимава го се се. бараш да бидеме оптимисти за утрешниот ден. Прашањето Ти е... беше оптимист. Јас не само те прашам. Не реков дека треба да бидеш. Да, Горан е познат оптимист. Но, Значи, очекувањето е утре што афера ќе има утре. Така е. 19 годишен Тоа е Комановец направил 200.000 евра тендер со лотарија. Па чекате на 19 години, од војска се вратив, не знаев каде А е сум. тоа што го живота, начинот. Нашите 19 години едно беа во која бе през на 19 години, сега веќе да се раѓаат со диплома. Ве се генералци, да. Па сите вели- сите бе деца на политичарите отворија фирми со струја, човече, мислам, како да ти кажам, нема Што кој вели што да Джеджет работи. Халединика и колешката Искра Коровешовска во емисија, вели, го викна да скажува во емисијата како внукот на Али Ахмети дошол во Виена, кај тој големиот бизнисмен што има со Равија и тој му го видел, ти си многу талентирано момче, Халедини е многу интересен лик. Тоа е доволен- Многу, доволен ја ќе ти доказ. дадам тебе 39% од 30 милиони Се вредниот допаѓа објект. интензитетот на разговор, морам да признам, многу те менува едно блиц прашање, чисто да излеземе од стигнеме темата. до буџетот, Да, зашто дојдов да. мене, како ја фативме, мислам, Само една боже, блиц- боже. блиц, Еј, блиц- што блиц значи да те прашање? пуштат од дома да излезеш, Да, еј, да. на За ова да излегување излеземе, на вечере. Благодарност за Сашка, благодарност. Благодарност тебе што ми дозволи да Не, дојдам, ја да, познавам мака господјата, доцна. но сепак поздрав до неа. Рековме на почетокот ти си слободен новинар. Зошто? Да. Затоа што Си ги поминал сите медиуми, ми се чини, Да, во Македонија. значи- И днеска дојде моментот кога викаш фриленсер е попаметна. доаѓа човек во еден момент да се проба со самиот да биде свој газда, да се обиде да биде сам газда, иако работам за pari.com.mk, но се обидувам подкастот што го почнав, сега ќе го рестартираме, бидејќи купивме опрема, баравме стан, ја имав некои други обврски, ќе го рестартираме наскоро. Сакам да се обидам да биде подкаст кој што ќе ме отсликува мене. Тоа е да создаваме едно место на нормален разговор, вакви разговори, нормални, кај што ќе бидат застапени сите 4 чинители во јавниот живот. Тоа се политичари, бизнисмени, јавноста, граѓаните и ние новинарите. Значи, ние го сочинуваме јавноста, ја сочинуваме сето она што се случува и сакам да биде културно место каде што ќе се зборува на културен начин за се. Кај што нема да биде напаѓани, например, ако си од опозиција или од власт и да ги напаѓаш политичарите за нивните грешки или за нивното изјави и поведение во политиката, туку да го поставам оноа прашање што мене многу ми е важно, како нешто ќе сменат. Многу ми е важно, сега на 50 години, како што кажав, 28 години сум новинар, сакам веќе да ги слушам политичарите како нешто ќе направат. Кои се нивните идеи, што ги нудат и да знаеме да цениме како тоа ќе го направат и со кого ќе го направат тоа. Бидејќи еве на пример сега веројатно ќе дојде до промена на власта наредната година, веројатно, иако јас до избори никој не може да гарантира што ќе биде. Јас во овој момент би му го поставил прашањето на наредниот интервју или кога ќе отидам на пресконференција, се што има забелешки, на пример Христијан Мицковски, сакам да ми објасни како тоа ќе го направи. Како? Не дека е лошо, сите живееме во лошото, јас сакам да видам како и да биде тоа одржливо. И да видам сериозно, сакам да ми објасни како нешто ќе направи. И со кои луѓе, сакам да ги знам. Кој ќе му биде министер за финансии, кој за економија, кој ќе му биде за внатрешни работи. Јас сакам да знам ВМРО како нешто ќе направи. Сакам да слушам и како СДСМ ќе направи и со кои луѓе, дали со истите или ќе носи нови луѓе и како ќе го смени се ова, но гледајќи 7 години што ми зборат бугарите. Уставни измени тоа и се запне, а претходно беше преспански договор, се сеќавам кога не можев политичар да договорам на интервју затоа само да помине преспанскиот договор, сега да помине референдумот, сега да го решиме прашањето, па се ќе биде во ред, ќе доаѓаме на интервју. Ало, ве викам за буџет, ве викам за економија, ве викам за прашања зошто врнеа не свети сонцето, не ве викам ја за преспанскиот договор, за нешто нормално. Знаете каков грч беа додека не помина сето тоа, немаше ништо нормално. Тоа она високо под висок газ што не држат цело време, не она со високи обртаи во колата, а никако да убацат во трета, четврта, пета па да трне работата. Цело време турираат, ама никако да во повисока врза. Тоа ни го прават политичарите во Македонија. Ние се И обидуваме власта и опозицијата подеднакво. Кога доаѓаат луѓе од ВМРО ДВН, од власта многу ретко доаѓаат кај нас. А сте ги поканиле? Да. Па сакаат да зборат и они. Знаат да Сакаат да кажат. зборат, меѓутоа
знаат да Да кажат. не кажуваме сега имиња, да не ги ставаме, да не ги срамиме, тие би дошле, но како ќе реагира раководството, не е важно, нивни проблеми. Си, ако не сакаат, не мораат. Но поентата ми беше дека некои од тие луѓе не знаат што да прават со себе си, а имаат добри намери. Славица Грковска, вице-премиерката за добро владење, денеска имаше изјава, не знам дали ја видовте, за лотарија на Македонија, односно за Министерството за политички систем, така се некој Артан Груби, каде што биле формирани 10, тоа Призма го објави, мислам, Така е. 10 портали практично на платформата на Така е. Министерството што го води Артан Груби. Така. И Тоа е јавна тајна, инаку тоа се знаеше од давна. Ама сега се го знае, истражија сега го истражија колегите што дадоа онака од сите аспекти да не може да биде побиено, односно да биде негирано од политичарите. Сакам да Тоа е кажам, добро. ако вие прашате Славица Грковска, пред да дојде на таа позиција, што би направила во ваква ситуација кога ќе види еклатантен пример со докази дека некој злоупотребува државни ресурси, заборам за Артан Груби сега, таа сигурно ќе рече кој јас веднаш ќе преземев мерки согласно кодексот на владата, ќе го казнев Артан Груби, ќе одземев можности. Таа денеска вели има институции, тоа не е добро што се прави. И политиката, партиите вршат притисок врз нас, но вршат притисок и врз луѓето на позициите. Не знам дали ме разбирате. Во Македонија се плашам дека главна задача на ВМРО ДПМН, кога ќе дојде на власт, е да ги убеди луѓето да реагираат според нивните правила за честност и доблесност, а не според само партиските правила или државните. Како ќе ги убеди? Кога Затоа реков преска херои ни требаат како Пауновски. Не. Треба како ќе ги убеди кога 11 години не можеше, бевме бележани. Ја бев бележан како предавник, комуњара, ваков, онаков, сето тоа, и дојде се смени власта во 2017 и кога сите имаа кривични од ВМРО ДПМН и се скрија во глувчешки дупки и дојде договорот со Бугарија и Преспанскиот. Поздрав до Жанета. Ја и Жанета бевме меѓу првите кои што почнавме да реагираме дека тука нешто смрди, дека не е баш најдобро тоа што се прави. Жанета Трајковска, директорката на ИКС. Значи, ние бевме првите кои што почнавме на Facebook да викаме луѓе, ова не е така наивно како што изгледа. Затоа што да беше така лесно, ќе го решеа и малци способни политичари од овие што ни се во последниве 10 години. Ќе го решеше и Киро Глигоров, ќе го решеа и Борис Трајковски, ќе го решеа сите што остана што има габарит на крајот, имаше во СДСМ на времето сериозни политичари кои што до ден денеска ги бие гласот дека се честни, пред се честни, башки и способни, кои што знаеа дека нема решение на тоа проблем така лесно, дојде да го реши. Кога ги видовме договорите, јас се сеќам се враќав баш од Атина, Преспанскиот договор кога се потпише, го слушавме во Комбето, ноќта го објави, мислам, еден од весниците, буквално околу 2-3 го објавија Преспанскиот договор, го гледаш договор, грчки весници го објавија што содржи, гледаш дека не е баш така едноставно, дека ние сме изгубиле 100-0 и не е проблем да изгубиш 100-0. Проблем е кога нема да признаеш дека си изгубил 100-0. Сега играме фудбал и сега јас примам 3 гола, давам еден и јас да викаме и дадов еден гол, победив, па бе човече, примев 3. Ние изгубивме 100-0 со тој договор и требаше да признаеме и од тоа да биде точката кај што ќе ја градиме државата со изгубени 100-0. Ние што направивме, се залажувавме дека сме победиле, сме добиле нешто и сето тоа. Ние не сакаме во оваа држава работите да ги именуваме со вистинско име. Поразот со пораз, победата со победа, нерешеното со нерешено. Паметното како паметно, глупото како глупаво. Тоа е тоа. Се согласувам со се, освен со тоа што имплицирате дека ова гарнитура во СДСМ е неспособна. Со тоа не согласувам, мислам дека многу добро ја водат државата. Еве гледаме изјави, сега ќе се градат и железнички станици, железнички пруги, брзи, супер брзи од Србија. Србија спомина од разговора, морам да ви признам, супер брзо. Хајде да влеземе малку во економија, толку време ќе ни остане, се плашам. Буџетот е 5,5 милиарди евра, ако не се лажам. Само немој да одиме со тоа рекорден, секој нареден буџет е Знам, рекорден. секој рекорд, мора да биде. Така, се Со рекорден дефицит. Не е рекорден, не е рекорден. има пенија и 900 милиона 2020, не, ништо не е рекордно ова. Ова е типичен предизборен буџет.
видено е до сега, ништо не е ново. Ова си е предизборно, скроен си е така како што треба и рачунајте дека наредната година ќе се намалат економските активности заради изборите, ќе влеземе во предизборен грч и ова е буквално парите се дадени како што да се одоброволи гласачкото тело, иако Во превод ќе купуваме не, ќе купуваме љубовта на граѓани. Не, сака да каже дека се грижиме и али кои граѓани? Дали забележавте каде се дадени парите? Вие имавте прилог каде што повикувавте пред неколку дена дека не се води грижа за се надеваат на гласачкото тело јавната администрација. Дали сме сигурни дека јавната администрација е гласачкото тело на СДСМ? Па во овој момент штрекуваат јавната администрација, така што. Еве го поставаме да. Кој е гласачкото тело? Каде најмногу пари се дадени? Дадени се во јавна администрација за покачување на платите, но каде се најмногу дадени? Кај пензиите. Добро. Па старата љубов. Пензионерите сакаш штрекуваат. Да, ма тоа е мал. Грото од пензионерите што се важни, тоа се Скопје, Кеци двојка, што може да влијаат на изборите. Во сите помали градови помало е влијанието на пензионерите. Во Скопје, во Кеци двојка, тоа се нивните членови, у суштина дадени се најмногу пари генерално. Прв пат не памтам во последниве 10 години кога 60 милиона од трансферот од буџет во ПИОМ се зголемил. Секогаш е некаде неколку милиона, до 10 милиона е трансферот од година во година. Имавме и намалување за евра. Значи, ако се милиарда и 700 милиона потребни за пензии, половина милиарда се даваат од буџет. Тоа е од кога памти, од кога постои ПИО. Но едно време 500-ката стана и 490 и 488, тоа е во времето на Мила Царовска, се намали тоа, почна за здравување, која позголемија проценти, почна да се намалува, сега прв пат одиме со 560 милиона што се префрлаат од буџетот во ПИОМ за да се исплатат пензии. Тоа е залажување на пензионерите. Не се тоа зголемување кој што може да им дадат на нив некаква надеж дека не знам што ги гледам тие зголемувања, сепак се во основа кога ќе собереме за секој пензионер посебно, не се тоа пари кои што ќе речат аха сега ќе им ги решат проблемите. Не, ама еве на пример 600 денари мајка ми да добие, во најниската категорија е на пензионери 600 денари е да си го плати телефонот. А 600 денари да ја останат на пазар да се купи 5-6 тикви. Ја па поинаку го гледам од ова. Што, еве, власта ќе даде 600 денари, 800, 1000 денари некаде поголеми пензии. Вие веќе сте го добиле тоа од владата. Зошто имате обврска да гласате за владата што ви дала 600 денари? Или 800 или 1000 денари? Психологија, зошто и во Србија исто така најмногу посветува Вучич, исто така и ВМРО ДПМН со Груевски на пензионерите. Гласачко тело се излегуваат да гласаат. Не гласаат младите. Од 18 до 27 до 30 години не излегуваат. Не одат. И ти ако ги натераш да ги поттикнеш малце да излезат да гласаат, добиваш излезност и бројност. И ако гласаат уште за тебе, топ. Тоа е тоа. Бројки, игра на бројки. Да ги пензионерите одат да гласаат. Значи одат да гласаат, излегуваат. Значи дека имаат и став, и без тие 600 тие плюс 600 да, денари. Да, еве нашиве ни дадоа, па кога ќе седнат шахче да играте и покачи ово, она, вака, онака, па два пати ќе правиме усогласување, па супер сите, бе, си има... Ќе разговараме на темата за пензионери да дојдат во емисија, интересно. И ќе дојдат со господ Напред на 30 овој месец ќе дојдат. Проблемот е... Тоа е буџетот, за мене ништо не е ново. Јас знам многу пензионери што се навредени од тие 600 денари, 700 денари. Навредени се ако имам пензија 60.000 и јас ќе бидам навредена од 600 денари. Ама ако имам јас 14.000 пензија, 600 денари ми е, ти кажав. Јас знам и такви луѓе кои што се навредени од и со 14.000 секакви луѓе. Теменогов. Денеска еве, постапка Македонија ќе се заложи иш да не во странство 633,8 милиони евра. Добро. Па добро. Не е добро. Зошто не е добро? Не е проблем, па затоа што се заложуваме нон-стоп. Цело време задолжуваме и дома и во странство. Ќе поминали 8 милиарди долг веќе или не? Поминате. Падна, само момент само. Па ние се задолжуваме во странство како да ќе нема утре. Не. Бак. Нема да пропаднеме, нема да бидеме како Грција, ќе успеат да го додржат до 60% од БДП јавниот долг, значи задолжувањето е за рефинансирање. Имаме ние сериозен проблем со тоа што
Стасуваат. Тоа се рефинансира. Проблемот е што каматите на новите кредити се повисоки, тука е малце проблематично, но генерално Јас сум голем противник на задолжување. Мојот став е дека ние треба да бидеме да не се задолжуваме и ако некогаш успееме реално и да вратиме нешто. И прв пат се случи сега во третиот квартал, значи да вратиме 300 милиона, но според оние информации што јас ги имам, што ги пишував тоа за Македонскиот институт за медиуми, имав една колумна околу сето тоа, тие ќе бидат до нова година повторно 300 милиона плюс, значи ќе дојдат колку што е и сега, бидејќи сме вратиле нешто сега, но треба да го рефинансираме, да се задолжиме. Така е, тоа ќе бидеме 8 милиарди 330. 8 милиарди 330 милиони. Да, 8 милиарди 330. Сега во моментов е 8 милиарди и нешто, ситно и 70 милиона. Во моментов. Ме интересира, бидејќи гледам дека си позитивен, ти менував околу тој процес позитивен, како и да го разберам тој поем. Уште колку време можеме на тој начин да живееме како држава? А не сме ние Америка која што може да продолжи до бескрај. Што е играта? Ние не, еве ги, 8 милиарди и 33 милиона евра. Јас се сеќавам на времето СДСМ велеше кога ќе надминеме 40% од долгот или 50, колку беше, готово. Државата оди во банкрот. Сега се 60, ама викаат да може. 60 е затоа што се критериуми што мораме да ги исполнуваме и се смета некоја горна граница 60% од брото домашно. Мислам дека нема да ги надминеме. Што е играта со задолжувањето? Ние никогаш не враќаме реални пари. Никој не ни враќа, не ние сите тоа. Многу е проста играта. Расте бруто домашниот производ, се зголемува во апсолутна бројка, се зголемува исто така во апсолутна бројка задолжувањето, но учеството на јавниот долг се останува исто или се намалува во однос на бруто домашниот производ. Односно расте бруто домашниот производ побрзо од што расте задолжувањето. А ние никогаш не враќаме кеш пари, освен во овој случај 300 милиона кои имаме вратено. А им сме имале ние кога сме вратиле. Чекај, во времето на ВМРО, сега колку што јас сеќам, дали имаше враќање на пари? Имаше враќање. Момент, гледам дека си на пари, но тоа на МИМ го имав објавено. Да, еве ги, тука ги гледам. Имаше во 2008 се вратени некаде во 3 години, во 2006, 2005, 2006 и 2007, мислам дека беа вратени 400 и нешто милиона. 400 се намалуваше. Тоа едната година беше 261 милион. Значи се вратија сериозни пари тогаш. Добро, но што е со тезата? Океј, тоа било како минало. Мене ме интересира сега. Што е со тезата? Ама имаше пари. Знаеш зашто имаше пари? Заради добрите политики што Никола Поповски ги правеше. Од дева на парите што беа во Народна банка 200 и нешто милиона беа употребени да се врати. Никола Поповски што штедеше, така беше. Он што штедеше, да не беше тоа штедење, немаше да има 220 милиона да ги дадоа, да ги потрошеа, да ги испеа тогаш. Кога дојде Трајко Славевски немаше што да врати и го намали од 40 и нешто проценти јавниот долг на 27. Благодарејќи на тие 27 кога ни се случи кризата во 2008-2009 најголемата светска финансиска криза, ние имавме бафери, се вика тоа, да можеме да се задолжуваме и да ја пребродиме. И после тоа се вратиме камати, тоа е ниски камати. Кога е помал долг, каматите се пониски. Тоа ми е поентата, клучната поента ми е сега тоа. Што правиме, а некои економисти велат дека одиме во тој правец, што правиме во моментот кога ние заради обемот на нашето задолжување, ние ќе добиваме толку високи камати, кои што ќе станат преголем товар за државата? Нема, мислам дека нема да дојдеме до тоа сценарио. Па нели ММФ и светскиот, како се вика, Светска банка, они сериозно бараат буџетскиот дефицит, тоа е новото задолжување да се. И потоа ние се наоѓаме во ситуација кога што треба да бараме пари од комерцијални банки, така ли? А ти имаат своја математика. Да, но можеме и од ММФ, ама тука доаѓаат или Светска, од ММФ можеме да бараме, но тие се веќе поригоризни услови и ќе мора да спроведуваме нивни политики кои што не сакаме баш да ги спроведуваме, не сакаме, бидејќи тоа никој не сака, бидејќи се ригорозни, лошо се одразуваат на имиџот на владите, односно многу брзо ги губат изборите, многу побрзо од вообичај. Да се излезе? Не е важно се кој ќе биде. Почнуваат. Јас гледам, види,
реално мислам дека онаа во фискалната стратегија што е кажано дека ќе го намалат буџетскиот дефицит под 3%, штом го ако успеат да го намалат, се надевам, штом почнат да го намалуваат буџетскиот дефицит што помал да биде помал, новите задолжувања помали, ќе падне и задолжувањето. Не гледаме дека се намалуваат задолжувањата. Се намалуваат, еве 504, гледа ги буџетски вака. Ајде. Новото задолжување што треба да се финансира е буџетскиот дефицит. Добре. Тоа е во буџетот секоја година, буџетот треба да биде на нула. Имаме. Добро, не имаме дупка во буџетот постојано, тоа е јасно. Така е. Сега, беше во 2020 927 милиона буџетски дефицит, скоро милиарда. И тоа е ново задолжување. Сме земале од некаде пари и во иднина треба да ги враќаме. Така е. И тоа драстично расте јавниот долг. Тоа е новото. После имаме 625 милиона дефицитите, сега бас сум ги извадил како се оди, еве ги. Оваа година 695 милиона е новиот долг. 700 милиони, така и тоа беше 545 милиона е лани, 2021 е 568 и така. Си одат тие дефицити што 918 е во 2020. Мислам дека ќе ги смалуваат. Мора да ги смалат, бидејќи има значи оценката од кредит агенциите што ги даваат. Да, како ќе се најдат пари за пензии, како ќе се најдат пари за плати на администрација и така на економијата. Па расте ли економијата? Капитални инвестиции. Колку расте реално економијата кај нас? Сега ќе ти кажам, сите сакаме по 3-4%, имам пресметка една што ја имам направено, дека се надевале нашиве политичари дека до 2021, немам новите податоци, дека економијата ќе им расте во просек по 3,4%, а знаеш колку е 3,3% се надевале дека ќе им порасне, а реално има пораснато 1,92%. Извинете, ама тоа е... Така е, тоа е мал раст, но еве инфлација кога имаш има раст, еве. Само има еден друг податок што многу ме загрижува во буџетот, дека приходите од данокот на додадена вредност се проектирани повисоки од оваа година. Оваа година веќе ги со одлуката ги намалија приходите од данок на додадена вредност, а зошто е многу важен овој данок? Затоа што представува 45% од сите даноци во државата. Данокот на додадена вредност е околу милиарда и колку 600 милиона, мислам дека е приходи во буџетот и тоа е сериозна ставка. Вред, Теменилов, се согласувам. Меѓутоа вие што го зборувате и што го зборуваме сепак е некој облик на висока економија. Да преминеме... ова е само нула. Економијата треба, буџетот треба да е нула. Да. Колку ќе собереш, колку да потрошиш. Но во принцип, она што го интересира секој можен граѓанин. Добро. Тоа е господјата пензионерка која што добила 600 денари, ќе оди на пазар утре. Така. И производот што ја чинел 100 денара, сега ја чини 170, она добила 600 денари изголемување вкупно. Така. Значи, не е задоволна затоа што и поскапило премногу, а добила премалку од државата. Или од работодавецот кој така. дае затоа што нема пари во државата. Ништо не значи овде што ќе кажете вие така. или јас дека се намалил јавниот долг или дека ќе се задолжиме поубава така. каматна стапка од некој. Така е. Сега доаѓаме до темата инфлација, која што е сериозна тема и сме ја живееле. Но е клучот. Мене ме интересира, кога ќе влезам во продавница, дали може да ги купам работите што ги купувам. Или не можам. Со тек на време ќе можеш, пак. Па добро, ова е вака оптимистички, ама што значи тоа со тек на време? За неколку години. Ќе имаме последици од инфлацијата, нема така да ќе растат приходите, ќе ни растат приходите, а веќе инфлацијата нема да расте, односно ќе биде на ниво на 1-2%. Тоа значи цените ќе останат какви што се. Па не, ретко се враќаат. Имено, ретко се враќаат. Односно никогаш, поточно никош не се враќаат. Значи, Па со некои вештачки мерки нешто беше намалено, сега не знам, лекото го намалија нешто или не знам. Историски тренд е тој, секогаш се зголемуваат цените. Секоја година имавме и кога немавме инфлација, кога викавме дека нема инфлација, имавме од 1 до 2%. Значи, таргетот на Европската централна банка до пред кризава беше да успеат до 2% инфлација да има, да пораснат цените. Немаше, они не можеа до 0,5% им растеа цените во Европска унија, имаа проблеми со Што е друг проблем, друг вид на проблем. Така да. Е. Значи, но вие ако нешто коштало 100 денари, а сега кошта 150, не се надевајте дека ќе се врати на 100 денари. Не, тоа дефинитивно. Проблемот е зошто кај нас, пример прост. Ритер чоколадо, Драган што го сака, на пример, е 100 денари чоколадото. Не е 100 веќе. 138 денари. Не сум купил. Може би не спиам да спомнам, ама цената отиде. Значи, на 2 евра. Во Германија го имате
Истото чоколадо за евро и... Не намалено за 1 евро и 15 центи, а намалено и за 70 центи. И сега не можам да разберам, 3 пати поскапо е чоколадото во Македонија. 2 пати, Па не може транспортот да е толков. Не ми е јасно каде идат овие разликите во цените што ги плаќаме ние сега. Ајде уште еднаш ќе го спомнам кај што бев на настан модератор, кај што беше Бранко Азевски, министерот за економија Крешник Бектеши и представници на производствениот кондиторски сектор и на дистрибуција исто така представници. И зборувавме за точно за мерките. На пример, голем проблем им беше акциите што не може да ги организираат продавачите, на производите акции, па тогаш кога се укина, кога јавно кажа, тоа е од тој настан у суштина дека не е забрането, туку само за истечен рок. Верувате или не, јас не го знаев тоа, јас не ја следам таа проблематика, дека за да можеш во големите маркети да дадеш производ, ти на маркетот му оставаш 30%. Те кошта плюс. За секој производ продаден? Да, 30%. Тебе ти е обременува. И мене тогаш првпат ми кажа нешто, стварно ова не сум го следел и тогаш почна да ми се отвараат некои чакри. Вика, нашата производствена цена, нормално е, например, ме кошта едно парче да го произведам за 100 денари. И после почнувам транспорт да урачунувам, па почнувам да пресметувам, не знам, маркетинг, па рекламирање, па не знам што. И доаѓам, што ќе го изложам и ќе дојдам, ќе дојдам, например, до 200 денари. Доаѓаме до 200 денари. Но во маркетот, премиум производ од голем премиум, значи од големиве фирми, со иста квалитет не е битно, но е премиум, имам добар маркетинг и е познат на глобално ниво, исто така кошта 200 денари. Што правиме сега? Овој што не е премиум и овој што кошта 200 денари. И вика, јас почнувам да го намалувам и јас што правам? Од 200, јас почнувам на друг начин да ја одредувам цената. Од 200 денари почнувам да намалувам што да за да биде поконкурентен. Да можам да оставам на маркетот, да можам ова и вика ја формирам цената. Обратен процес имаме. Па може некојаш да дојдам во позиција и да заимам загуба при производство. Ова кај што се произведува во Македонија е друг производ, Рексона во Стокомак на пример, е многу поевтина него на било кое друго место. И сега тоа се, сега да не може да зборам конкретни работи, маржите кој колку што работи. Со маржите. Помалку профит, да? Да. Они работат помалце, помалце трошоци за работа, со помала маража, со помала добивка, може одат на обрт поголем да имаат. Има многу фактори зошто решаваат зошто некој производ е. И на крајот од денот во Германија од секогаш била и во облика и во храна бар со Македонија стандардот секогаш бил повисок. Мислам парите. Јас секогаш кога сме оделе во Германија, влегуваш во стоковна куќа и гледаш облека која што е добра, квалитетна, која што е 10% поевтина од Македонија, може и 30% некаде. Поголем пазар, поголема конкуренција, да, тоа што е сложено е ова, како се формира. Малку сега да се квалифицираме. Зама да не се надеваме дека нешто што 150 денари утре ќе биде 100 денари, тоа нема да се случи. Јас сепак се надевам дека ќе биде. Кога спомнавме Германија, една пријателка пред емисијата буквално ми рече дека и Германија не е тоа што била, почитувани гледачи, да ја веруваме на господјата. Теменугов Горан, слободен новинар, благодариме за гостувањето. Да не имаш завршни зборови само. Прилично гласно, ми се допадна ова друго беше прилично гласно, јас сум гласен, Горан исто така прилично вокален, меѓутоа Теменугов даде се од се да го изнивелира тоа. Благодариме за гостувањето и се надевам дека ги задоволивме вашите вкусови, почитувани гледачи. Добро, малце зборевме за економија, но зборевме повеќе за нешто што мене ме тишти веќе како 50 годишен човек, така што си дадов одишка јас на сите оние дилеми што ги имам како човек пред се, како новинар, како родител, како некој што живее овде и што сака добро на оваа држава. И затоа у суштина малце се задржевме, можевме и за новинарство да збориме, тоа ми е тема втора што леле колку ја сакам тек таа тема и пишувам се тоа. Не, јас се борам за неј, за тоа е страст. Наредниот пат ќе зборуваме за новинарство, тоа пишувам, се борам, но ви благодарам што ме поканивте, секој е добро. И уште една благодарност до Сашка, до Институтот за комуникацијски студии и до pari.com.mk, кој што, еве, не го испратија тука колегата Горан Теменугов, но ова, мора да кажам, интересна емисија. Да.
Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва од Драган Милосавлјевиќ и двајцата Горан и Момировски и Теменугов. Утре во 15 часот репризата издание на оваа емисија, а јас и Горан Момировски ќе ви се јавиме утре вечер во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.